Колку хероин имаше во битола во тоа време, да кажем? Имаше. Значи, Тие периоди се негде докај слободно можам да кажам докај некои 10 години, докај 2014-2015 многу. значи не беше уопште тешко да се стигне до тоа. Не. Познавајќи ја ситуацијата тогаш, дали многу од луѓето, да кажеме генерацијски, кои што биле слични на тебе, дали многу луѓе влегуваа во конзумирање на дрога, да кажеме, ајде дрога генерално ќе кажеме сега, па после тоа ќе навлеземе. Да, тој период беше како сега од тука го гледам Виктор од оваа страна дека тој период беше како демек бум, демек да земаш дрога, да се дрогираш. Тој период беше таков. Демек ти си нешто поќе од другите ако земаш дрога. Тој беше тој период кај што сакаше едноставно секој еден сакаше да издоминира, знаеш, да се покажи, да види јас земам ваква, јас земам таква, јас земам толку, јас земам помалце. Тој беше период кај што едноставно беше период на докажување. И секој сакаше да направи нешто плюс од другиот. Се дори еден ден не стана тоа потреба како што викаш ти. Можеш да ми кажеш, ајде вака да пројдеме низ еден твој ден од тоа време, значи почнувајќи од Сабајле, што викаш станувам и прво нешто што ми треба е да земам дрога. Значи телото ми го бара тоа, све што е во мене ми бара да земам дрога. Да. Како изгледаше еден твој ден тогаш? Па вака ќе го почнам не од Сабајле, него од вечерта. Ќе го почнам денот. Ти едноставно легнуваш, ти само ги држиш очите затворени. Тука нема сон. Тука нема одмор. Едноставно имаш некој, не знам, 2, 3, 5, 7 сати кај што едноставно тебе очите ти се затворени, ти си во некој имагинарен свет, што врска нема со реалноста. Се разбудваш од тој свет, Сабајлето, онака едноставно ги отвараш очите и ти фали тоа што си мижел. И сега пробваш начин да стигнеш до нештото за повторно да мижиш. Знаеш, тука од оваа страна сега ја гледам цела работа дека јас едноставно сум сакал во тоа време да мижам, да не гледаш. Да живееш, како што реков, во некој имагинарен свет. А толку е многу убава реалноста. Сега од оваа страна, ме разбираш, тогаш во тие моменти не можеш да го согледаш тоа, и едноставно се разбудваш. Како се разбудваш, тебе ти треба веќе грам и пол, за да функционираш нормално. Да, значи, која е количината, да кажеме, толку грам и пол или е количина, да кажеме, која што би ти била доволна ако си тежок зависник? Па за еден ден. За еден ден не. За да почнеш да функционираш нормално во денот, за да стигнеш до наредните, за доручек, значи за добро утро. Да, за со кафето. За кафето. А која е количината, да кажеме? Просечна количина на зависник што ја користи во еден ден за да се одржи во, не знам, 24 часа. Не можам да кажам, Виктор, ама тука е пак толеранцијата на организмот. Да, секој има различна толеранција. Точно, секој има различна толеранција, ама ајде да земе некој просек, некој 3, 4 до 5 грама. Во денот ти требат за да си ги извршваш обрските. Добро. Која беше цената, да кажеме, во тоа време на грам хероин? Цената и тогаш, и кога сум застанал во 2021 да земам хероин, била иста. Нема промени, иста цена? Иста. Само може тогаш претходно кога сум почнувал, сега вака некоја ретроспектива со моментот последниот ден кога сум зел да бил квалитетот различен, а цената е таа. Мислиш дека во тоа време поквалитетна дрога се продавала во однос на ова денеска? Да. Добро. Освен хероин, затоа што претпоставувам дека се губи контрола после некое време што све се конзумира, или ако нема хероин, претпоставувам сите други опции се тоаш отворени, само за да се задоволи таа потреба нели да се задоволи зависноста во телото внатре. Дали си конзумирал нешто друго? Сум конзумирал се, ама кај хероино не е така. Кај хероино потребата за хероин останува. Без разлика ти што друга дрога земаш,
потребата за хероин останува. Значи, не знам, си зел кокаин, си пушел марихуана, си пиел екстази, си пиел алкохол, тој момент кој ќе го изгуби дејството, другата дрога, се зголемва дејството за хероин. И тоа е, затоа го велиме, тоа што го спомнавме, не опроства таја дрога. Значи, то чувство што го бара хероино, си останува. И ти треба пак, без разлика што друго да земиш, значи по некој сат ќе дојде момент кај што ти повторно ќе мораш да земиш хероин. Како се осеќаш од денеска, од денешна перспектива, да кажеме, кога се враќаш на тие моменти и на тоа време, кој е првото чувство кое ти доаѓа? Гордост. Првото чувство ми е гордост, пошто сум го поминал нештото, сум излекол поука од цела работа и сум застанал на здрави нозе и сум она што сум денес. Дали имаш изгубено, да кажеме, луѓе, пријатели, можеби роднини, не знам, кои што неуспешно се справиле со дрога? Да. Може не многу блиски, али сум познавал многу луѓе што го загубиле живото по тој пат. Јас сум изгубил блиски луѓе што ме сакале многу. Во тоа време што сум му нанесил многу штета на тие луѓе. Но тоа е поради твојата зависност, да. Точно. Колку денеска, да кажеме, од кога го помина целото тоа, од кога веќе си комплетно, да кажеме, нов човек, успеа да вратиш врската со тие луѓе што тогаш ги имаш изгубено? Комплетно. Врската и комуникацијата со луѓето ми е вратена комплетно. Значи, воопшто во ниеден момент, сега доколку се запознам со некои нови луѓе, во ниеден момент никогаш никој не би помислил дека сум земал, доколку не го споделам моето искуство. Со најблиските ми е тотално вратена комуникацијата, мада да ти кажам, требаше време. Требаше многу напорна работа, многу потење за нештото, за да ја вратам пак таја доверба што сум ја изгубил претходно. Колку луѓето сваќаат или има сознание што е она што ти се случува во текот на тие 18 години. Затоа што претпоставувам дека првата реакција на која што си најшол од сите, без разлика колку ти е близок или не, е осуда. Да. За тоа што го правиш. Значи немало никакво согледување, разбирање, емпатија, можеби некој пробал да ти помогне, но тоа било многу кратко и после првиот обид се откажува неверојатно. Да. Колку е таа осуда, да кажеме, штетна и колку те турка уште толку подлабоко, да кажеме, во калта во која што си заглавен? Осудата како осуда е многу штетна. Многу штетна е пошто пристапот на тие што се блиски до тебе од неинформираност му е малце груб спрема зависник. Оди да се лечиш, оди вака да правиш, тебе ти треба лечење. Знаеш, тука малце е таја како да кажам, конфузија што се прави оти не му е јасно нив дека ти веќе се бориш со еден непријател. Ти се бориш со зависноста, никој не ќе да биде зависник. Ти веќе откако си завлегол во тие води, ти сакаш да се откажиш, ама зависноста толку има голем дел од тебе превземено што едноставно ти функционираш за неа. И сега тие кои ќе те осудат тука и ти почнуваш да се браниш и од нив. И тука е малце то, да речам, тешко, оти не пристапуваат како пријател, како другар. Нема одма, тебе ти треба лечење, што правиш вака, како правиш вака, воопшто нема разбирање. И започнува некоја фаза на изолација, претпоставувам, почнува да се како круг да се прави околу тебе, кај што нема никој кај да се свртиш, се едноставно луѓето ги нема веќе. Затворени врати имаш сегде околу тебе, сегде. Каде функционираше во целиот тој период? Значи дали остана дома, дури беше зависник или мораше да се иселиш? Не, останав дома, мада и живеев и настрана. Си има свој стан и живеев и настрана. Ама луѓето што се околу тебе, тие блиски, најблиските што ти се членови од фамилијата, гледат да си најдат тие негде
склониште, да речам, во цела работа. Да избегаат од тебе. Да избегат од тебе. Си барат онака тие негде на страна да одат, ти си едноставно како турнат. Син ми е, ти остано тере и си мисли така дека е во ред за тебе, тере бе синко. Што да ти речат? Со сила не може никој да ти помогне. Тука тој, што го спомнувам, тој пристап. Треба малце да се смени околу целата работа. Сега од ова перспектива ги гледам така работите.